40 дела, слики, цртежи и скулптури од 18 автори вчера вечер беа представени на најновото издание на традиционалната ликовна манифестација Самоуки во изложбениот салон на Центарот за култура. Интересот за учеството на оваа изложба секоја година е голем, бидејќи представува можност за презентирање на неакадемските уметници пред пошироката публика, која што редовно е присутна на оваа манифестација да го види творештвото продуцирано од своите сограѓани. Сакам да кажам дека ми е жал малку на вистина за сите оние луѓе кои не може да влезат во овој момент, меѓутоа според протоколите мораме да направиме така, а во исто време сум среќен што ја организираме оваа изложба и ја одржуваме. Кој гледавме деновиве овие 2 дена овие слики, што ги имате вие насликано, на вистина заедно со вработените се воодушевувавме и гледам и чувствуваме дека на сите овие слики има вткаено дел од вас, дел од вашето срце. Затоа ве охрабрувам и понатаму да продолжите и да сликате, се со цел идната година да имаме уште поубава изложба Самоуки 2022 година. А исто така охрабрете ги сите останати вашите пријатели, оние кои се до вас, помеѓу вас, да насликаат сите кои имаат талент. Изложбата Самоуки 2021 ја отвори професорката по ликовна уметност и магистар по графика Симона Јакимовска, која што посочи дека ликовните дела на нашите сограѓани се изработени во повеќе техники и разновидни ликовни видувања. Живееме во време на визуелна комуникација, каде со допир на прст влегуваме во сите музеи и галерии и ги осознаваме тајните од праисторијата до денес. Едно исто за сите. Желба да се создаде нешто ново на белината на платното меѓу цидот, да оставиме трага за нашето постоење. Колку ќе биде тоа успешно е пропорционално на трудот и талентот што го поседуваме. Гледајќи ги изложените дела, мислам дека се на завидно ниво и во техничка реализација и во разновидност и разноврсност на самите идеи. Би сакала да ве охрабрам и посочам пример на светски познатиот холандски сликар Винсент ван Гог, кој почнал да слика во своите 30 години, а своите најдобри слики ги создал на југот на Франција. Неговото влијание е огромно, како во експресионизмот, така и во целокупната ликовна уметност. Винсент ван Гог бил самоук. Присутните вчера вечер имаа можност да уживаат и во музиката на Јован Цветковиќ и Ева Станојковска. Инаку иницијативата за организирано представување на неакадемски ликовни автори се јави при крајот на 90-тите, а во Центарот за култура Трајко Прокопиев прва изложба од ваков вид е реализирана уште во далечната 1991 година. Изложбата ќе биде поставена до 24 јуни.